Добре дојдовте назад во емисијата на Утрински печат, каде што како и секоја недела малку ќе посветиме време и на спортот. Оваа недела со мене во студиото се господинот Александар Ацевски и Катерина Ацевска, кои ја представуваат Македонија на џиу-џитсу. Ја запознаа Македонија со џиу-џитсу спортот и успеа да направат еден многу голем успех на европско ниво. Ви благодарам на гостувањето. Александар, малку да ја запознаеме јавноста со македонското џиу-џитсу, од кога постои оваа федерација, кои се најголемите успеси, колку често учествувате на овие надпреварувања на европско ниво? Добар ден, благодарам за поканата. Значи, џиу-џитсата е национален спорт во Република Македонија од 2010 година. Се разбира како спорт постои од 1977, меѓутоа во Македонија е од 2010-та, официјално како национален спорт, рамо до рамо со сите останати спортови. Се разбира, Македонската џиу-џитса федерација учествува од прилика на 15 на турнира годишно, што се разбира не е мала бројка. Ширум Европа, како и на меѓународни турнири низ бивша Југославија. Колку клубови има во оваа боречка вештина во Македонија и колку е тој актуелен во ова време? Во овој момент федерацијата работи со 8 клубови. Во Скопје, Штип, Битола, Велес и два клуба што сега се во тек на регистрација и добивање решение ден од спортот агенција. Па се надевам во 2023, најкасно 2024 веќе ќе почнеме со 10. Катерина, ти успеа да направиш еден голем успех на ова последно европско првенство во Франција кое се одржа. Освои трето место на тоа надпреварување. Како беше патот до тој голем успех за тебе? Тешко, затоа што сепак е европско, не е било каков турнир. Многу тренинзи, многу напор, индивидуални тренинзи, освен тие со целиот клуб. Многу чувства, затоа што неколку европски првенства уназад се уништија, да речеме, ради повреда, ради ковидот, ама ето успеавме во целта. Како што кога го гледав тоа првенство, ти го загуби првиот дуел од италијанката, но во тој репасаж успеа да издвоиш неколку победи, да стигнеш на крајот до трето место. Како беше, кој мајндсет го имаше кога го загуби првиот надпревар, каква беше мотивацијата за да продолжиш понатаму во останатите надпревари? После загубата не смеев да дозволам да паднам психички, затоа што сепак треба да имам уште борби за трето. Најголемата мотивација ми беше тренерот и таа една реченица: идеме понатака за трето место. Медалот беше најголемата мотивација. Сакав да си дојдам дома со медал. Да. Александар, имавме и претходно и лани имавме неколку случаи каде што младите U15, U16 учесници успеа да издвојат големи победи за Македонија на европски, на регионални надпреварувања, но прашањето ми е како сега останатите млади во Македонија да ги натераме на еден начин да се пријават и да учат, да тренираат боречки вештини, не мора да е ова џиу-џитсу, како да ги натераме да ги следат овие боречки вештини? Па знаете како Македонија само со боречките спортови има донесено врвни светски резултати од Олимпијада, медали и така натаму. Ќе почнеме од борењето, од теквондото, од џудото и така натаму. Значи боречките вештини се најдобриот амбасадор што Македонија го има. Прво ради тоа што се индивидуални спортови, значи работиш со еден спортист, поголеми се шансите за успех. Меѓутоа генерално боречките вештини прво почнуваат да се тренираат од причина што детето добива едно воспитување, добива да научи еден респект спрема постар, физички, психички, да биде стабилен, да научи да работи во групи, едноставно дисциплината е на едно поинакво ниво и мислам дека тоа за родителите најпрво треба да е еден доволен мотив да своите деца одделат во денот еден час и да ги донесат децата во сала да тренираат децата. Па сега
не мора да значи дека секое дете ќе освојува некои големи медали, меѓутоа сепак мислам дека родителот треба да одвои еден час од денот, од своето време и да го донесе детето на тренинг, најпрво ради здравјето на своето дете, а потоа, ако детето покаже афинитети, се разбира и да продолжи по еден професионален пат. Да. Катерина, како започна всушност твојата кариера во оваа боречка вештина? Што те натера токму оваа боречка вештина да избереш? Малку смешна, приказна, се почна од еден 1 април, кога земав едно кимоно, го облеков, ставив некои медали и кога се видов фактички во огледало, така убаво изгледав и си викам зашто да не почнам да тренирам, да пробам, можда е спортот за мене. За разлика од претходно што сум спорела, не, тој спорт не е за мене. Ја не сум по тоа, но на крај испадна спортивната дека баш сум за тој спорт. Да, баш им треба на младите некакви примери од вакви млади успешни таленти кои го промовираат спортот, боречките вештини кои ги промовираат на европско ниво. Последното прашање ми, Александар, за вас, се исплати ли еден млад човек да биде дел од овие боречки вештини? Дали може на професионално ниво да се изгради? Колка се шансите еден играш во, дали да е джудо, овакво карате, било што да е, дали може да се пробие на европско ниво као професионалец или пак тоа само да биде као некој вид на хоби? Па видете сега, значи најпрво секој борец, ако кај нас во клубовите боречката вештина се работи во две насоки. Првата насока е самоодбрана, втората насока е спорт. Се разбира, тој што има поголеми афинитети се префрва од самоодбрана во спортскиот дел и почнува да се надпреварува за да речеме, ако е успешен ќе влези во репрезентација. Доколку е помалку успешен ќе се бори на државни првенства, купови и слично. Оној што нема такви афинитети продолжува да тренира само за своја лична заштита, односно ја работи самоодбраната. Сега бенефитите кои се? Еве да речеме Катерина минатата година европското првенство беше во Крит. Таму го зазема со повредена нога петото место. Оваа година европското беше во Франција. Дојде со медала. Катерина е 5 години поред стипендист на Агенцијата за млади и спорт. Добива спортски ваучер. Значи сепак има оне државен првак во Македонија во џиу-џитсу, државен првак е во џудо. Значи она е комплетно посветена на боречките вештини. Сега надвор од Македонија дека нешто ќе се случи, она да настапува за друга држава, тоа нема да биде, меѓутоа ја ќе бидам задоволен доколку она до крајот на својата спортска кариера, 2, 3, уште 5 години, направи некој уште еден барем или уште неколку вакви врвни резултати на европско, на светско ниво и потоа да остане како тренерски кадар во нашата федерација. Тоа мислам дека е сосема задоволително. Катерина, каква е конкуренцијата во Македонија во овие спортови? Како што те пофали Александар, имаш голем успех во изминативе години, но каква е конкуренцијата? Дали има сериозна конкуренција во Македонија? Дали младите сака да тренираат овој спорт и какви се твоите мислења за ова? Највише конкуренција има дефинитивно низ Балканот и надвор. Има конкуренција доволно за да треба да направиш квалитетен тренинг за да дојдеш до некој медал. Највеќе мислам дека во категорија сум имала на ова првенство 10 надпреварувачи, а секако и на други првенства на светско и на европско има повише, има толку конкуренција има. Во Македонија за мене нема конкуренција искрено. И порано имало конкуренција многу, ама јас гледам да нема више достоен противник за мене. Да. Тоа е добра мотивација, да. Александра, ја споменавте Агенцијата за млади и спорт, па малку да ве прашам, каква е поддршката од институциите? Постои ли некаква поддршка финансова, било каква за надпреварување, малку да се прошира за овој спорт во кој Македонија е доста популарна, да се пробие малку на европско ниво? Па последните години единствен ветар во грб нас не е Агенцијата за млади и спорт, приватни спонзори немаме ниту еден.
веројатно не им е интересно да вложуваат во џиу-џицата како спорт. Веројатно поинтересни се овие фудбал, кошарка, ракомет и така натаму. Единствен ветар во грб последните години нас ни е токму Агенцијата за млади и спорт со директни финансиски средства и со ваучерот што ни се доделува. Ваучерот, фала Богу, успеваме секоја година да го продадеме, така да видете едно европско првенство чини доста пари, значи 3-4 илјади евра за да отидеш да учествуваш. Ние оваа година бевме 8 луѓе таму како екипаж, значи 5 борци, 2 тренери и 1 за техничка поддршка. Да не е Агенцијата за млади и спорт, односно да не се тие некои финансиски средства што ни ги доделува агенцијата, се разбира и ние сами како тренери, родители и така натака помагаме, меѓутоа ветер во грб ние токму Агенцијата за млади и спорт со директни некои финансиски средства од буџетот игри на среќа и ваучерот што ни се доделува. Ваучер добиваме ние на федерација, добиваме на клубови и добиваме на спортисти. Така да сосема окей. Никогаш не е доволно, меѓутоа секогаш може повеќе, да. Да. Александар, вие како поискусен ќе го поставам на вас ова прашање, еве за јавноста малку да ја пообјасниме. По што се разликува џиу-џицуто од останатите боречки вештини? Што е специфично токму за оваа боречка вештина? Добро прашање. Џиу-џицата е боречка вештина што тоа лесно може да се провери на интернет, е воопшто прва боречка вештина што постои, што ја памти векот, од неа се излезени понатаму џудото, каратето и кидото. Значи ние во џиу-џицуто како самоодбрана, џиу-џицуто во светот се работи во повеќето специјални единици во армија и во полиција. Тоа е лесно достапна информација. Дури федерациите ги поседува самото Министерство за внатрешни во некои држави. Како спорт во џиу-џицуто се застапени 3 дела. Првиот дел е каратето, вториот дел е џудото и третиот дел е борбата во партер, така да еден борец мора да е комплетен во сите три дела за да може да оствари некаков успех. Значи не може да си само каратист или само џудист или само да знаеш борба во партер, него мора да си комплетен борец, што е исклучително тешко. Мора да ги работиш сите три боречки вештини за да можеш да излезеш на мегдан со други борци. Да. Катерина, каде се гледаш ти во иднина? Дали можеби друга боречка вештина или одлучи дека џиу-џицуто е токму спортот за тебе? Сум почнала од мали нозе, мислам дека ќе продолжам. Така, тоа ми е целта. Се гледам како тренер, исто на помали дечиња кои што ќе растат и со тек на време и јас ќе дојдам на место да ги носам на некој европско првенство. Мене ми е тоа желба. Јас да бидам тренер и да се вратам со медала од своја научено дете. Тоа е многу битно, бидејќи и младите деца, секогаш и родителите, како што напоменавме претходно, ги запишуваат децата на тие тимски спортови, бидејќи можеби сметаат дека се побезбедни за нив. Знаете, сепак ова е физички спорт, каде што често доаѓа до повреди. Следно прашање, Александар, за вас и да завршиме на крај со едно резиме да направиме на целиот разговор. Што е иднината за џиу-џицуто во Македонија? Кои се следните надпреварувања кои треба јавноста да ги следи? Има ли некои такви надпреварувања сега следни? Па како што кажав, значи џиу-џицу федерацијата со својата репрезентација настапува на отприлика 15 на турнира годишно. Следно за 10 дена идеме во Словенија, меѓународен турнир во Марибор. Тоа е едно мало европско првенство. Белгија, Германија, Романија, Италија, Аустрија, Словенија и надоле до Македонија, многу држави, многу борци. Веќе за 10 дена ќе се надпреваруваме таму. Следуваат турнири во Бања Лука, Лозница и за нас многу важно светското првенство во Казахстан. Тоа е за незина категорија јуниорско светско првенство. Имаме една желба, претходно е Монголија светско сениорско. Можеби ако имаме средства, малку се истрошивме со Франција, меѓутоа ако имаме средства, јас би се појавил со неа и во Монголија на сениорско. Неа не е сега таму местото, меѓутоа би се опробале и таму, без да очекуваме некој резултат, меѓутоа Казахстан сигурно ќе учествуваме и со тоа ќе ја завршиме првата половина од оваа година, па од септември со нови сили до декември. Се разбира, тука се наши надпреварувања во Македонија, полагања за појаси, семинари и така. Еден куп активности што федерацијата во текот на годината ги превзема. Споменавте доста интересни локации. Катерина, која ти е можеби најомилената и најчудната локација, држава каде што си била да се надпреваруваш? Добро прашање. Од сите места можда Будимпешта било убаво место. Не знам, сите места си имаат посебна убавина. Словенија,
многу убава држава. Да, но ова Монголија, Казахстан е сосема нов свет и за, Нов и за млад човек да го види. Ви посакувам многу успех и среќа во сите надпреварувања, како и во федерацијата. Драги гледачи, ви благодарам што го следевте разговорот на Утрински печат. Се надевам дека се запознавте малку повеќе со џиу-џитсуто. Останете со нас.